Почитувани Бог со вас. Вистинска привилегија е да се биде Божјо дете. Ова е темата што ќе зборуваме во овие неколку минути. Дали се чувствувате уморни, очајни или фрустрирани? Дали сте исполнети со страв и вознемиреност кои преовладуваат во вас и во вашите мисли дека немате веќе излез? Тогаш добро е да се знае што значат зборовите Божјо дете, кога Библијата вели вие сте Божји деца. Кои се привилегиите што сме ги добиле како дар од Бог? Ќе наведеме неколку од нив. Прво, сигурност. Не треба да се плашиме, туку да уживаме во нашата фамилиарна или семејна врска со Бог. Работникот му се покорува на својот шеф од страв или обврска, плашејќи се да не ја изгуби работата. А кај Божите деца, врската е фамилиарна и синовска, и тука нема страв. Бидејќи оние кои се управуваат според Божјиот дух, тие се Божји синови, пишува апостол Павле. Зашто не го примивте духот на робството, та да бидете повторно во страв, но вие го примивте духот на посинувањето, преку кој викаме Ава, татко. И така самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божји деца. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава 15 до 17 стих. Второ, авторитет. Ние според овие стихови сме наречени синови, а не слуги или робови. Службениците и робовите немаат власт и авторитет. Божите деца имаат власт над гревот и над ѓаволот. Тие живеат во овој свет со знаење дека нивниот татко е семоќен Бог. Ова треба да ги исполнува со доверба и смиреност. Божите деца треба со достоинство да го истакнат името на нивниот татко Бог. Имаме близина. Преку него, се мисли на Исус, ние викаме Ава, татко. Во овој случај зборот Ава на арамејски значи татко, што значи синовска врска. Децата користат различни форми на пренамена кога го повикуваат својот татко. Тие го нарекуваат тато, тате или татенце, изразувајќи ги своите чувства на љубов, благодарност и блискост. На истиот начин, со истите зборови, и христијаните можат да се свртат кон Создателот на Вселената, кој што го контролира секој атом во неа, а тоа јасно ни предочува дека е огромна привилегија. Еден теолог, доктор Мартин Лојд Џонс, за овој стих во Римјаните вели вака: апостолот го користи овој збор Ава за да ја изрази својата силна емоција. Тоа е спонтана радост на дете кое ужива да го види својот татко како му влева самодоверба. Доверба. Така самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божји деца. Римјаните 8 глава 16 стих. Кога го повикуваме Бог со нашиот дух како наш татко, Божјиот дух, Светиот дух, ни дава доверба дека ние сме дел од Божјото семејство. Многу се коментира за природата на ова сведоштво, но се чини дека станува збор за внатрешно убедување на срцата дека навистина му припаѓаме на Бог и сме Негови сега и за секогаш. Тој не сака и имаме доказ дека сме Христови. Ова е видливо преку нашите променети животи. Ние ги имаме Неговите ветувања и го чувствуваме Неговото присуство. Ова чувство не мора секогаш да биде толку изразено во нашите животи, но преку Духот се чувствуваме сигурни во нашите срца дека Бог е со нас и не слуша кога го повикуваме. Наследство. Ако сме деца, тогаш сме и наследници, пишува апостол Павле во Римјаните 8 глава 17 стих. Ова значи дека не чека славна иднина.
Во античкото време, првородениот син имал предност во поглед на наследството на неговиот татко. Зачудувачки е што Павле ги нарекол Божите деца наследници, што значи дека уживаат посебна привилегија. Ова е големо чудо, затоа што првородениот син го наследува тоа што е татково. Павле имал предвид дека она што не чека во иднина е славно и непроценливо, бидејќи тоа што е татково му припаѓа и на синот. Дисциплина. А ако сме деца, ние сме и наследници, Божи наследници и сонаследници со Христос, така што ако страдаме со Него, да се прославиме заедно со Него. Исто така Римјаните 8 глава 70 стих. Родителите секогаш ги поучуваат и дисциплинираат своите деца. Понекогаш ова вклучува казна придружена со болка, така што децата на тој начин ќе бидат заштитени од повеќе болка во иднина. Писателот на писмото до евреите вели дека Бог не казнува за наше добро. Бог никогаш не дисциплинира со цел да ја покаже неговата супериорност. Тој го прави тоа за наше добро и од љубов кон нас, за да не заштити од пострашни последици во нашите животи, кои што ние не можеме да ги предвидиме. Ако страдаме со него и да се прославиме. Тој беше отфрлен и презрен. Исто и неговите деца ќе страдаат, кои ќе се обидат да живеат за правдата, да живеат за Исус. Но ваквите страдања произведуваат плод да бидеме слични на Синот. Колку повеќе учествуваме во страдањата со Христос, толку повеќе сме споредени со Него, по карактер, однесување и став. Целта е да бидеме слични како Исус. Да се биде Божјо дете е навистина голема привилегија. Ти Божјо дете ли си? Бог нека ве благослови. Амин.